нашата главна утринска тема, во која што денес се насочуваме или фокусираме на онлайн купувањето, поточно на она кое што го прават или онлайн потрошувачките и купувањата во странство од страна на македонските граѓани. Она која пристигна како информација може да се најде на tilma.com.mk е дека македонците лани потрошиле 427,8 милиони евра во вкупно 12,4 милиони трансакции реализирани онлайн, купувајќи производи и услуги најчесто поврзани со патувања, авиобилети и резервации на хотели. И тоа е соопштение кое што пристигна од Асоциацијата за e-трговија, која што ги анализира објавените податоци од Народната банка за трансакции со платежни картички според типот на уредот во изминатата 2025 година. Во информацијата си пушти статистиката во споредба со 2024 и до каде сменили со сите тие информации, но ние сметавме дека е добро да отвориме на ваква тема и да одговориме на некои прашања кои што верувам дека ќе ги одговориме на доста добар начин, разбирлив за сите, па дури и за оние кои што можеби не се разбираат толку, па и постојат ризици нели од онлайн купувањето. Во продолжение во студиото зборувам со Марија Ристовска, која што е национален координатор во Асоциацијата за e-трговија и раководител во ГЕА. Добро утро, Марија, добро дојдовте во нашето студио. Добро утро, ви благодарам за поканата. Она кое што рековме ќе го споменеме, односно верувам во текот на разговорот и ќе го разјасниме или објасниме како такво е што во моментов се случува, дали е ова кое што го имаме како податок е еден моментален бум или малку подолгорочен тренд, но ако минатата година на македонците направиле над 12 милиони онлайн трансакции, дали ова може да кажеме дека значи дека стануваме дигитална нација? Дефинитивно може да значи дека одиме во насока да станеме дигитална нација, самиот факт дека бројот на трансакциите е 12 милиони трансакции кон странство и дека тоа представува раст од 69% во однос на лани и како што спомна 428 милиони во однос на вредност и дека тоа е исто така голем раст, односно околу 50% во однос на минатата година, но вистина кажува дека се доближуваме веќе до станување на дигитална нација, но сепак би рекла дека има уште простор и особено кај повозрастните и кај оние што немаат толку дигитални вештини или се плашат да го направат своето онлайн купување. Да. Веројатно, ако ќе дојдеме до оваа информација, можеме да се изненадиме од бројките кои што постојат и се нели релевантни, но истовремено можеби чувството е дека или прашањето е како се случува овој раст на бројот и на што всушност се должи, дали тука станува збор за навики или нешто друго. Ако зборуваме за оние кои што се малку, еве да кажеме, подигитално упатени во однос на тоа и начинот на кој што го прават, или веќе кога ќе пробаме и тоа преминува во навика. Буквално навика и удобност, бидејќи станува полесно е, поголем избор има, најчесто и поевтино, така да тоа е една од главните причини како и зошто повеќе се купува онлайн, да. Можеме да забележиме од информацијата дека најмногу се троши на авиобилети и резервации за хотели, барем таму најмногу трошат македонците. Па ако во по некој минато време бевме навикнати да тоа го правиме во туристичките агенции, сега некако се префрлуваме кон тоа да интернетот ни биде наша главна туристичка атракција или агенција која што ќе може да го правиме и реализираме преку неа. Па да, платформите како Booking и авиоагенциите, особено ние со, да речам, ниско буџетни летови, навистина допринесоа за луѓето и повеќе да шетаат, и повеќе да купуваат онлайн и да прикажат дека не се плашат да прават трансакции во малку поголем износ, бидејќи тие најчесто чинат повеќе, особено ако се букира одмор или целосно патување, летови негде подалеку и така натаму. Така да дефинитивно интернетот стана еден вид на туристичка агенција, односно извор за како да се дојде до повеќе информации за каде да се летува и така натаму. Меѓутоа не мислам дека туристичките агенции сами по себе ќе замрат, туку дефинитивно и тие служат и помагаат особено на оние што се и помалку дигитално, да речам, писмени, и оние што се плашат да направат самостојно или да букираат лет или да букираат сместување надвор од земјата, но и генерално имаат и често некои интересни групни понуди, па да. Значи има и за тие, зависно во која категорија спаѓаме, но веројатно за оние кои што можеби се уште не име во навика или не често се осврнуваат кон купување на еден таков начин, постои ли реална причина за страф? Што вели искуството?
Искуството вели дека доколку се купува од проверени трговци, ние како што сакаме да ги нарекуваме, или продавници, не постои причина за страф, има многу безбедностни стандарди кои што се применуваат, самите компании нели се регистрирани правни субјекти, вработуваат луѓе, имаат и физички објекти и така натаму, така да дефинитивно се безбедни за купување, меѓутоа би рекла многу често вината е од страната на самиот купувач, бидејќи недоволно се информира или често прави самостојно одлука да купи од социјалните медиуми. Кога се купува од социјалните медиуми, знаете дека тоа носи своји ризици, бидејќи се купува од не секогаш тој што продава на социјални медиуми го користи тоа како дополнителен канал, например некој да има физичка продавница па го користи тоа плюс за да ги промовира своите производи. Да, и не можеме да го провериме. И не можеме да го провериме, точно. Туку многу често и дел од продавачите на социјални медиуми немаат оставено контакт, информации, нели, не можеме потоа да ги најдеме во случај кога не знам нешто ни е мало, не ни одговара и така натаму, не можеме да ги рефундираме средствата и така натаму, така да генералниот, да речам, проблем или предизвик е да се внимава од каде да се купува, ако се купува од регистрирани трговци или од некои што се етаблирани, макар и вакви странски, не знам, Booking, Vizer и така натаму, навистина е безбедно бидејќи тоа се компании за долгогодишно искуство и не им се исплати народски кажано за да некого зезнат еднократно, туку нели функционираат долгорочно. Сепак треба да се биде предпазлив пред да се оди во онлайн купување, особено од социјални медиуми. Како асоциација имате ли да речеме можеби некоја, ајде да кажам, статистика или повеќе информации за тоа колку често се случуваат таквите измами на некој начин преку социјалните мрежи, колку често луѓето, граѓаните насаднуваат на тоа и која е возрастната категорија или целната група како што најчесто тоа се случува? Колку често не можеме да знаеме, од проста причина што многу често се тоа изолирани случаеви, а и немаме целата вкупна слика, па не доаѓаат секогаш до нас тие информации, но можам да ви кажам дека многу често добиваме на инфомейлот информации како некој добил искористени работи, мали работи, не можел да ги врати, го блокнале, посем која се обидел да ги контактира и така натаму. И можам да ви кажам дека претежно станува збор за малце повозрастна популација, затоа што некако кога ќе видат нешто што е на попуст или многу атрактивно, американците викаат if it's too good to be true, it probably isn't. Значи ако нешто изгледа како премногу добро, преевтино, веројатно не е така, да. Така да, а младите искрено се повеќе веројатно и така се растени, нели, се ера на интернет, се е дигитално и малку полесно и проверуваат, читаат, гледаат, така да би рекла дека е малку повозрастната популација. Да. Со оглед на тоа што кај нас ми се чини дека доколку се случи вакво нешто, особено заради тоа што е непроверено и нема како и на кој начин тоа да го докажеме, ми се чини дека нема никаде да се обратат, токму баш заради тоа. Нешто што би било како некаква заштита. Па да, не може да си го остварат своето право на купувач, бидејќи ова е како да купуваат од продавач на улица, не добиваат фискална сметка, немаат доказ дека дале пари, нели? Така да, од тој аспект, да, дефинитивно не се заштитени и поради тоа ние како асоциација апелираме, замолуваме да се купува од проверени трговци, значи од продавници кои што се етаблирани. Ние меѓу другото пред неколку години направивме и така наречен беџ за верификуван трговец. И беџот е визуелна ознака, стои на најчесто горе околу името на продавницата и таа им овозможува на самите купувачи да видат дека се работи за верификуван трговец, проверен од страна на асоциацијата за трговија и дека е сигурен и безбеден, дека нели може да направат безбедно нарачка во однос на нели плаќањето и така натаму. Сега дека самиот трговец можеби не сакајќи да направи некоја грешка во однос на величина и така натаму да се случува, но тука знаеме дека имаат политика за рефундација, имаат услови за користење на веб страната и така натаму и дека кога ќе контактираат ќе им биде остварено било какво право за рефундација, замена и така натаму. И тоа е се транспарентно за да може повеќе да се прочита и да се види. Апсолутно бесплатно, имаме и регистар на сите регистрирани трговци или сите продавници кои што нели се регистрирани во Македонија конкретно ова. Така да тоа е бесплатно на нашата страница e-commerce.mk. Во било кое време може да се провери и мој совет да се провери пред да се изврши купувањето, а не отпосле. Да, така да генерално би препорачала да се бара тој беџ или да се провери доколку го немаат сите трговци, иако сите поголеми поетаблирани продавници веќе го имаат, но оние кои што го немаат може да се најдат во листата на регистрирани трговци. Да.
Да. И тоа се некои работи кои што се доста информативни, па да речеме и едукативни за оние кои што можеби се поретко се осврнуваат или се одлучуваат за нели онлайн купување, но и како една гаранција за оние кои што тоа го прават почесто, веројатно имаат искуство, но сепак добро е да се знае. Имаме раст, односно првенствено со просечната трансакција, која што е околу 34 евра, и тоа е веројатно некоја цена која за вас кои што сте во тој свет кажува за куповната моќ и истовремено и за навиките кои што ги споменавме, што значат тие 34 евра? Тие 34 евра значат дека има раст во околу 11% во однос на претходната година. Се извинувам, дека има пад во 11% во однос на претходната година, што значи дека се прават повеќе, односно повеќе трансакции во помал износ. Не сум сигурна, не можеме со сигурност да тврдиме дали и тему има голем удел тука, но тоа значи дека граѓаните дека веќе не е нешто ново, нешто што се прави ретко, туку има голем број на граѓани што прават секојдневни или чести, да речам, трансакции онлайн, странски за помали суми, да. Значи веќе ја надминавме на фаза на целосна недоверба, на немање основни дигитални вештини, што е CVC код, како да се направи онлайн купување, па сега каде да кликнам, тоа веќе работевме активно на тоа веќе со години. Мислам дека од короната имаше прв иницијален пуш, но тој тренд продолжи да функционира од година во година, така да генерално просечната трансакција го кажува тоа, дека веќе сме до ниво каде што стануваат онлайн купувањата посекојдневни, каде што се прават почести купувања во помали износи. Да. Имаме раст од околу 50% во вредност и 69% во број на трансакции. Она кое што може да се постави како прашање, со оглед на тоа што и во оваа област или во овој дел се има краткорочни периоди и она кое што представува можеби долгорочен тренд, што би кажале за ова? Дали вие го доживувате како краткорочен бум за нешто што се случува или пак е веќе во категоријата или во делот на долгорочни трендови кои што се практикуваат? Апсолутно сметам дека е долгорочен тренд, бидејќи самиот раст и во вредност и во трансакциите покажува дека нели самите купувачи дека нели како што спомнав имаат повеќе доверба, прават почести купување онлайн и особено за нели авиокомпании за сместување надвор од земјата, така да дефинитивно сметам дека е долгорочен тренд, како што спомнав и претходно, уште од времето на короната па од година во година расте и мислам дека ќе продолжи да расте бидејќи е уште поголем овој тренд во светските и во европските земји, така да ние сепак со ова би се доближувале до овие поразвиени пазари. Да. Дали има некакво влијание во однос на моменталните глобални случувања или можеби повторно тука појавување на прашалници од страна на купувачите или на македонските граѓани за тоа дали е безбедно во однос на турбулентниот период во кој што се наоѓа светот или ситуацијата глобално? Па искрено не влија премногу, од проста причина што од бројот и вредност на трансакциите можеме да видиме дека се помали и почести, но тоа би значило дека дел од трансакциите се однесуваат и на subscriptions, односно претплати на македонски, значи дали на новите AI алатки, ChatGPT, Canva кој користи за дизајн, дали можеби на оние претплати за да имаме повеќе storage, се вика на англиски, повеќе меморија на телефоните и така натаму, потоа не знам за симнување на апликации и така натаму, што не се толку директно поврзани со моменталните геополитички случувања. Дефинитивно можеби влијае да не се купуваат авионски билети во тој дел од светот, но за многу други работи не влијае. Исто тему се нарачува и се нарачува. Ќе видиме дали ова кое што е и последно како информација во однос на намалување на линиите или авиолиниите и она кое што го диктира моменталната состојба ќе биде резултат на она кое што следно ќе изгледа како статистика, но сега за сега најмногу купуваме авиобилети и хотели и веројатно кога ќе се погледнат овие бројки ќе се запрашаме како тоа влијае на домашната економија или еден да речеме нормален дел од глобалната економија. Дефинитивно е нормален дел од глобалната економија, бидејќи нели особено со странските платформи, со дигиталните сервиси, со глобалните маркетплейс платформи и така натаму,
Но меѓутоа има расти кај домашните приливи од странци. Баш денеска ќе испратиме едно соопштение на таа тема, кај што кажува дека околу 52 милиони евра се влезени од странски картички, иматели на странски картички кон домашните трговци, што дефинитивно е значително помалку во однос на ние 400 милиони евра што и кажавме дека ги трошиме. Меѓутоа тоа значи па дека има простор и за нашите домашни трговци уште повеќе да грабат, да се трудат и да го остварат потенцијалот за продажба надвор од земјата. Да. Тоа е одлично и веројатно и во тој дел гледаме можеби раст, но дали ете и вашата перцепција тука повторно со оглед на секојдневната работа, дали македонските компании тоа успешно го искористуваат или пак можеби и нешто пропуштаат или го пропуштаат во тој дел, држејќи се повторно за оние навеќе ако зборуваме и за физички лица, но и за компании. Она што го спомнав дека денес ќе опратиме, всушност кажува дека и бројот и вредноста на она што е продадено кон странски картички пораснало за отприлика околу 40% од ланската година, односно што е добар процент, што е добар процент и добар показател. Нормално секогаш има простор за раст. Така да сметам дека македонските трговци или продавници можат уште повеќе подобро да го искористат ова како потенцијал за раст, со малку по-добра стратегија дигитална, со малку поголем сторителинг, бидејќи ќе нас така сакаат луѓето да си раскажат, најчесто има и компании со долга традиција и така натаму, со подобра логистика, што е еден од клучните, да речем, предизвици, и со употреба на новите AI алатки, технологии, може да се тоа забрза и зголеми дефинитивно. Да. Некако на почетокот го поврзавме интернетот како туристичка агенција, бидејќи нели се повеќе граѓани купуваат авиобилети преку интернет или ги резервираат и купуваат така, но дека постојат и туристички агенции за некои што сакаат тоа да го направат на тој начин. А сега ќе направиме истата споредба со компаниите, односно со продавниците. Дали ако верувам и ова е долгорочен тренд во однос на домашните компании кои што треба да бидат дел од трговијата, дали тоа значи дека како ќе поминува времето ќе прилично или практично исчезнуваат класичните продавници? Не мислам дека ќе исчезнат, мислам дека ќе се претварат во така наречени шоурумс, односно дека сепак голем дел од купувачите ќе сакаат да допрат, да видат, да почувствуваат како е нештото. Сметам дека интернетот ќе стане еден вид на, да речам, пребарувач, каталог, нели, ни овозможува малку полесно да споредиме повеќе различни трговци. Но меѓутоа не мислам дека физичките продавници ќе згаснат, баш напротив, дека на луѓето сепак им треба, ние сме социјални суштества, па сакаме да видиме, да допреме, да пробаме и така натаму, но мислам дека и тоа ќе го искористат и самите продавници за да ги спојат овие две искуства, да направат некое интересно искуство за самите потрошувачи, да ги натераат, да речам, на некој начин да дојдат во продавниците. Сепак мислам дека постои тука можност интернетот да стане и крајната, да речам, алка, односно касата. Сепак можеби после пробувањето купувачите можат да се одлучат да купат на лице место во продавниците или пак да се вратат дома и особено ако е на попуст да речат еј супер за патики веќе ги купам онлайн. Да, сепак да пробаат, но можат да го реализираат плаќањето онлайн. Она кое што исто така е податок е дека најголем дел од трансакциите одат преку земји како Ирска и Холандија. Дали тоа исто може да значи дека купуваме глобално, а не локално? Тоа може да значи дека таму се голем број на седишта на компании, меѓу другите и Тему, но секако и Амазон, Мета, Google, каде што одат и голем број од средствата за хостинг, за реклами и така натаму. Не значи дека директно во тие компании, во тие земји одат средства, туку дека таму им се седиштата европски на овие глобални компании, така да најчесто за тоа станува таа релација. Да, на пример во Холандија е седиштето на Booking, во Ирска е, како што спомнав, на Тему, на Google, на Мета и така натаму, така да тоа е причината зошто баш овие земји. Да се ставени во ова. Да, имаше и највисока просечна трансакција кон Унгарија и тоа логично бидејќи визара од Унгарија, така да. Да. Се има зошто всушност кога тоа ќе се разгледа, но добро е да го имаме како податок, па и тоа да го продискутираме. Ќе заокружиме оваа тема, но ќе продолжиме со уште нешто кое што меѓу другото е и повод за гостувањето и конкретно кога сме се уште кај ова онлайн купување или за тоа зошто македонците најмногу трошат онлайн и на што ги трошат парите. Можеме на крај во однос на совет и препорака, па и како одговор на прашањето дали повеќе кликаме отколку што размислуваме
вреднуваме кога купуваме. Ако повторно се осврнеме на оној момент каде што спомнавме дека купуваме за пониски суми, дека просечната цена е околу 34 евра. Самите платформи се дизајнирани да бидат лесни за употреба, брзо да се користат, брзо да се купува и така натаму. Но тоа значи од една страна многу често се користат и AI алатки каде што нештото го прилагодуваат. Ако нешто сте барале, после тоа ќе ви го покажат, ќе го прилагодат за вашите потреби и така натаму, така да тоа дополнително прави да е нештото леснато, ви ги погаѓа, не знам, боите, броевите и така натаму. Но тоа од друга страна значи и мала опасност, бидејќи има тип на луѓе кои што импулсивно купуваат. И тука е многу битно да се запрашате или да направите минутка пауза и да речете дали ова навистина ми треба, затоа што не секогаш влегуваме или купуваме нешто што навистина ни треба во моментот, односно потпаѓаме на импулсивно купување, така да дефинитивно повеќе кликаме, но сметам дека има расти во двете. И треба, така малку да ги послушаме и советите во таа насока, што е она кое што вреди да го купиме или зашто вреди да ги потрошиме парите, каде и на кој начин го правиме тоа, пред се разбира да бидеме безбедни, но и дигитално писмени, како што рековме, па и она кое што не го знаеме, да се запознаеме, а понатаму и да го практикуваме, се со цел да имаме практично искористено време, а и пари. Ќе продолжиме со една сериозна бизнис платформа која што се расте од година во година, тоа е Equal Exchange. Па ако зборуваме за една ваква конференција, тогаш би било добро да и најавиме, но и да кажеме, да представиме што е тоа што ја прави поразлично од останатите кои што ги имаме во нашава земја. Така, ти накратко спомна на почетокот дека сум раководителка на ГИА, накратко да објаснам. Асоциацијата за e-трговија има своја подружница, таа се нарекува Алијанса за родова еднаквост на работно место. Се залага за еднаква плата, еднаква застапеност и еднакви можности за раст помеѓу мажите и жените на работно место. И во рамки на оваа алијанса, ние накратко се ја викаме ГИА од Gender Equality Alliance, правиме годишна конференција, која што не е класична конференција, туку е бизнес конференција наменета за, да речам, менаџери и C-level директори, каде што се разговараат вистински разговори, значи не е апстрактна конференција каде што само збориме за инспирација, туку разговараме и за вистински предизвици, како да се менаџираат тимови, како да се води компанија во вакви неизвестни, да речам, времиња и така натаму. Така да тоа е она што ја прави малку поразлична и малку по-конкретна во однос на други конференции. И ако зборуваме за вакви времиња и она кое што и во денешно време апсолутно ни е потребно во било кој дел, па кога исто така и за ваков успех и за компаниите, но и генерално на кое што можеме и да го представиме, се поврзува оваа годинешната тема со финансиите, менталната издржливост и лидерството. И овие три сегменти ќе кажеме дека се клучни за денешниот успех, но некако веројатно да се постигне тој баланс и едно добро ниво на истите, во една синхронизација, да кажеме, е прилично предизвикувачки, па верувам и во таа насока помага се тоа. Да, секоја година се обидуваме, како што спомнавме, ова е 5-та јубилејна, секоја година се обидуваме да ги прилагодиме темите на нешто што е актуелно, трендовски, нешто што ќе биде од интерес на самата публика, на самите учесници. Оваа година конференцијата се одржува на 19 мај во Double Tree Hilton хотелот. Значи имаме уште малку до нејзино одржување. Главната тема е Money Mind Influence. Зошто тоа го одбравме? Бидејќи ова се теми кои што ги засегаат сите, без разлика дали станува збор на бизнес ниво или на приватно ниво. Односно дека ке мани, односно ке пари се однесува на делот на управување со финансии, на управување со капитал и на управување дури и за ке зборуваме малку и за инвестирање на средствата за време на конференцијата. Потоа мајнд сегментот всушност се однесува на тоа како да управуваме, пример, и со себе, и со други под притисок, како да се справиме со бърнаут, колку е значен сонот за ние да сме попродуктивни и така натаму. И ке делот инфлуенс е она што сакаме да го кажеме за тоа дали може да се спроведат сите овие одлуки во текот на работењето преку, да речам, луѓе, преку други луѓе нормално. Таму ке зборуваме за лидерство, ке зборуваме малку и за селс вештини, ке зборуваме малце, односно продажни вештини, малку за преговарање и така натаму. Така да целиот овој склоп е за некои три главни теми кои што ги засегаат сите без разлика од особено од која индустрија доаѓаат, бидејќи се многу интердисциплинарни, да речем. Така е, да, и верувам тоа во согласно со она кое што и глобално е актуелно
или потребно и неопходно да се говори токму на вакви конференции за успешноста. А ако зборуваме за македонските компании и нивната подготвеност во смисла на тоа колку тие се подготвени да донесуваат одлуки кои што се базираат на податоци и аналитика, особено кога еве тука ќе споменеме кога станува збор за родова еднаквост или и човечки капитал. Да, компаниите, реалноста е дека има напредок, меѓутоа како и за многу други работи, и тука постои простор за подобрување. Компаниите, да, имаат информации, но често не ја гледаат големата слика. Значи, системски не се употребуваат тие информации или не се поврзуваат, не се користат помеѓу, можеби, различни сектори и така натаму. Така да, дефинитивно има тука простор за подобрување, би рекла. Да. Веројатно на тоа се заснова и самата ориентација во тоа која ќе биде темата и како понатаму ќе се дискутира во однос. Па да, гледаме нешто што е атрактивно и нешто на кое што можеме да допринесеме. Ние во Алијансата за родова еднаквост имаме голем број на компании кои што ни се партнери и поддржувачи и сметаме дека тие се фирмите кои што навистина се тука, да речам, пример за останатите компании кои што можат да допринесат и ние им служиме на еден вид на платформа за да ги промовираме нивните добри практики на оваа тема, бидејќи има и такви компании, морам да признаам. Така да, буквално идејата ни е тоа да стане стандард, а не да биде исклучок. Исто така во рамки на конференцијата имаме неколку компании кои што, да речам, поддршката нивна ни покажува дека и они ја поддржуваат и се залагаат за родовата еднаквост на работното место. Конкретно оваа конференција ни се реализира со поддршка на Prime Class МК како златен партнер, потоа ги имаме EOS Matrix и меѓународната организација на трудот како трак партнери, потоа ги имаме Cosmotinex како сребрен партнер и Delight Office како бронзен партнер, што значи сите овие компании се веќе големи компании, етаблирани компании кои што имаат и мешани тимови и знаат дека и ја поддржуваат оваа кауза, дека нели мешаните тимови меѓу другото и перформираат најдобро. Така е. И ако го споменеме тука инклузивното лидерство, за кое што се зборува малку повеќе во последно време, ако го споменеме практикувањето токму на ова лидерство кај нас, дали е тоа реална практика, се уште тренд или пак можеби суштинска промена за која што треба да се говори? Дефинитивно има, али од нешто, да, така да, но како што ги спомнав, компаниите кои што веќе ги набројав и плюс компаниите што се партнери поддржувачи на ГЕА, дефинитивно не го прават тоа само за тренд, туку го имаат длабоко интегрирано во своите политики, практики и така натаму. Така да, има и компании што го прават за PR, за визибилност и така натаму, но мислам дека и самите услови, самото работење налага дека мора да се реално да се пристапи на оваа тема. Така е. Оно кое што се очекува од самите вакви конференции, покрај тоа што е инспирацијата во прашање и мотивацијата делумно, веројатно и видливи деловни резултати и понатамошни партнерства, што вели искуството, колку на овој начин вратуваат со плод ваквите конференции. Вака, самата програма ние дизајнираме да биде и динамична и практична. Оваа година ќе бидат само кратки презентации од интересни домашни говорници и ќе бидат во насока на така наречените TED Talks, каде што преку 20 минутни предавања на кратко ќе успеат да пренесат суштината на нивната тема што ја предаваат. Дефинитивно ќе бидат инспиративни, кој ќе даде за инспирација, дефинитивно ќе се инспирира, но не е само тоа идејата, ќе имаме и една панел дискусија, односно Finance Talks by EOS, каде што ќе се збори баш на темата финансии. И меѓу другото, дополнително она што се добива при вакви конференции, всушност самиот нетворкинг, самите контакти што се нели споделуваат, да, новите луѓе што се запознаваат и тие не често резултираат, односно често резултираат со дополнителни некои соработки, партнерства и така натаму, што е некоја додадена вредност на конференцијата дефинитивно. Со ова ќе го заокружиме ова наше денешно гостување или нашата утринска тема која што ја фокусиравме или се осврнавме за онлайн потрошувачката без граници, за тоа каде одат парите на македонците и дали конечно стануваме дигитална нација, односно дигитално потрошувачко општество. Со дел од податоците кои што ни ги сподели Марија, може да видиме до кај сме и на кој начин и понатаму треба да се едуцираме, да се информираме, но и да внимаваме, особено кога зборувавме за ризиците од купување преку социјални мрежи. Проверени нели компании или компании кои што
можеме да ги најдеме и на Асоциацијата на e-трговија или e-комерц. Марија, благодарам за гостувањето и за тоа што имавме можност денеска малку да го анализираме ова како податок и информација која што пристигна од. Благодарам и на вас на поканата што имаш.